кажавте кој член од било кој закон го прекрши директорот. Ниту има таков член. Тоа е прво. Второ, звучите како во административниот социјализам. Планови, не знам, К5, распределба 237 институции, такво нешто не постои во правото. Трето, кодексот не споменувајте го повеќе, бидејќи грекови кажа дека не може кодексот, дали се спроведува или не, да одлучува и да цени министер. Па нека е и тој министер за справување со корупција, не може да го кажам дури одржлив развој, човечки ресурси, непознато нешто во правото. Значи да се разбереме. Да се разбереме. Вие сите го прекршивте кодексот, а не господинот Пауновски. Вие сите го прекршивте уставот, кој што одлично вели дека стручноста и компетентноста се основ за вработување во државна и јавна администрација. Вие не го почитувате законот за државни и јавни службеници, каде што точно се наредени критериумите, и морам да ви кажам, законот на кој што се повикавте, тој од 2020 година, ве уверувам дека од прв до последен член е неуставен. И тоа е креација на еден човек. Пазете, тој закон се повикува на мобилност. Сега мобилноста како е дефинирана? Хоризонтално движење на вработени од едно на друго работно место во рамките на иста група на работни места утврдена со закон. Не значи хоризонтално движење од дома до некоја друга институција. Не. Јас ве уверувам дека ви треба закон за правична и соодветна застапеност. Да утврдите што значи тоа, а не да оставите на дискрецијата на некои министри како сакаат тоа да го регулираат. Значи, ве уверувам дека овие одредби овде, кои пазете, на сите институции им наредуваат органи на државна и локална власт, па сега согласно со Уставот и законот, спротивно на Уставот и законот, институции од образование, наука, здравство и култура, да го почитуваат планот на владата. Ајде ве молам, само законот и ништо друго.